од Министерство за финансии добивме одговор дека тие му дале на Министерство за здравство толку колку што тие побарале. Од друга страна, Министерство за здравство излегува со пораки дека ретките болести се приоритет, дека ќе има и стратегија за ретки болести која ќе се усвои. Значи, тие пари не беа доволни за да се покријат пациентите кои веќе ги имаат регистрирано и лековите кои веќе се набавуваат и кои се потребни за истите. Секоја година има нови лекови, секоја година има нови пациенти и тие треба соодветно да бидат внесени во програмата и да го остварат своето право на лекување. Ние како здружение прв пат се соочивме со лекови оваа година што се одобрени од ЕМА и поднесовме барање до Комисијата за ретки болести за тие терапии да влезат за нашите деца. Се работи за кортистероидна терапија, лек Ваморолон, кој е златен стандард во лекувањето, и за терапија Гивиностат. Но ова намалување на буџетот на ретките болести, на програмата за ретки болести, и кај нас исто доведе до згрозување. Ние се надевавме дека ќе се зголеми овој буџет за да можат да влезат овие терапии.